В понеделник, на 16 март, истекува рокот во кој граѓаните треба да поднесат годишна даночна пријава за остварен приход во 2014 година. Иако законскиот период за оваа обврска започна да тече од почетокот на оваа година, вообичаено е поголем интензитет во поднесувањето на пријавите да има во последните денови, велат од даночната канцеларија на Управата за јавни приходи во Кочани. Потврда за тоа и големата редица граѓани пред канцелариите во кои се примаат документите. Од почетокот на оваа недела, бројот на подносители постојано се зголемувал и дневно се примаат и по повеќе од 200 пријави. Одговорните во канцеларијата потсетуваат дека граѓаните треба да имаат претходно пополнети пријави, а со нив да ги приложат и неопходните потврди за примањата што ги имаат заедно со платените аконтации за нив. До сега од граѓаните на општина Кочани се примени околу 6000 пријави за остварен приход во текот на минатата година. Според проценките, ова е само половина од вкупниот број. Зголемен број подносители годинава се јавил затоа што обврска за доставување пријави имаат сите вработени кои примиле регрес за годишен одмор, така наречен К15, но и собирачите на секундарни суровини, чии приходи од лани исто така подлежат на одданочување. Од даночната канцеларија на Управата за јавни приходи велат дека пријавите за утврдување годишен данок на доход се бесплатни и можат да се подигнат во нивните простории или да се симнат од интернет, од официјалната веб страница на Управата за јавни приходи. Обврска за поднесување пријава имаат граѓаните кои оствариле приходи во земјата и во странство, во што се вклучени личните примања, приходи од самостојна дејност, приходи од имот и имотни права, од авторски права и права од индустријска сопственост, од капитал, капитални добивки, добивки од игри на среќа и други наградни игри. Даночните обврзници кои остваруваат само приходи од плати или пензии или пак само приходи од земјоделска, односно самостојна дејност, не се должни да поднесуваат годишна даночна пријава.